И во новата година добро вечер од мене. Ова е новото издание на вестите на програмата на КТВ. Неготино новата година ја дочека во мирна и празнична атмосфера. Градоначалникот Ванчо Апостолов ги посети службите кои за време на најлудата ног се грижеа за безбедноста на граѓаните. Неколку часа пред официјално да влеземе во новата година, градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов по традиција ги посети вработените во службите кои за време на новогодишната ноќ беа на своите работни места и се грижеа за безбедноста и здравјето на граѓаните на општина Неготино. Апостолов им посака да имаат што е можно помалку работа за време на дочекот на најлудата ноќ. Тој прво беше во посета на полициската станица во Неготино, а потоа и во итната медицинска помош при здравствениот дом, честитајќи им ги на вработените новогодишните и божикните празници. Посетата Апостолов ја искористи и да им додели пригодни подароци. Инаку Неготино дочекот на новата 2017 го помина во мирна и празнична атмосфера. Не се регистрирани поголеми значајни инциденти, што значи апелот од страна на надлежните служби навреме допрел до граѓаните. Чествување по повод 74 години од убиството на Страшо Пинџур. Утре пред спомен куќата на народниот херој Страшо Пинџур во Ваташа ќе се одржи чествување по повод 74 години од убиството на еден од најголемите револуционери и борци за слобода од поновата историја на македонскиот народ, Страшо Пинџур. Страшо Пинџур е роден на 5 март 1915 година во Струмица, каде што неговиот татко извесно време работи како учител. Рано останал без татко, кој во октомври 1915 година загинал во Првата светска војна во борбите кај Криволак. По премажувањето на неговата мајка за него единствено се грижи неговата баба Наста, на која ќе и остане приврзан до крајот на својот живот. Завршил основно образование во Ваташа, а нижа гимназија во Кавадарци. Потоа како државен стипендист го продолжил своето образование во Крагуевац. Тука започнува и неговата револуционерна дејност. Страшо, иако релативно млад, жестоко му се спротиставил на српскиот психолог Василije Правуловиќ, кој за македонците тврде дека се прост и необразован народ. Во Белград Страшо се запишал на правниот факултет и станал член на културно-просветното друштво Вардар, а бил и негов секретар. Во напредното студентско движење се вклучил во студентскиот акционен одбор, кој ги организирал сите студентски демонстрации. Во текот на 1938 година се обидел да се приклучи кон меѓународните интернационални бригади во Шпанија, но поради затворањето на границите со Франција бил приморан да се врати назад. Во 1938 година поради револуционерна дејност е уапсен и затворен во затворот Ада Циганлија во Белград. Во 1939 година заедно со Ристо Михов и Ѓошо Бојаджиев ја обновуваат работата на Комунистичката партија за Кавадарци. Во 1940 година бил повторно уапсен и повторно затворен во Ада Циганлија. По пуштањето од затвор се вклучил во работата на партиската организација во Скопје и станал инструктор во покраинскиот комитет на Комунистичката партија, а веднаш потоа и негов член. Страшо Пинџур бил секретар на месниот комитет на Скопје и е еден од најзаслужните за формирањето на Скопскиот партизански одред. Во јуни 1942 година Страшо е член на главниот штаб на Македонија. По разбивањето на партизанскиот одред Димитар Влахов заедно со Мирче Ацев биле испратени во Велес да ја средат работата на партиската организација во овој град. Кон крајот на декември 1942 година се уапсени во куќата на Јован Митрев и се спроведени во Скопскиот областен затвор. По невидена тортура во која учествувале неколкумина бугарски агенти, Страшо починал на 4 јануари 1943 година, како резултат на жестокото тепање. Неговото тело е изнесено од затворот и закопано на непозната локација, така да и денес не се знае каде е неговиот гроб. Страшо Пинџур е прогласен меѓу првите во Македонија за народен херој на 27.1945 година. Активности за превземање долгорочни мерки за намалување на проблемот со загадувањето ќе превземе и општина Велес.
После Скопје и Битола, општина Велес ке започне активности за преземање на долгорочни мерки за да се намали проблемот со загадувањето на воздухот. Од општината информираа дека како наредна точка на дневен ред за седницата што општината ќе одржи ќе биде предлогот да се формира координативно тело што ќе работи на изготвување и преземање мерки против загадувањето. Ќе направиме координативно тело од стручни лица кои што ќе имаат за задача да во наредниот период ги следат, спроведуваат и предлагаат краткорочните, долгорочните и сузбивањето, односно намалувањето на загадувањето што се одвива преку PM10 частичките, соопштуваат од општина Велес. Во меѓувреме изработен е и катастар на загадувачи на територијата на Велес, кој беше презентиран на јавна расправа за загадувањето на воздухот во градот. Податоците што ги презентираше магистер Магдалена Трајковска Трпевска покажуваат дека најголеми загадувачи се домакинствата со користење на несоодветен материјал за огрев. Трпевска објасни дека во Велес загадувањето го мери само една мерна станица и тоа во населба Тунел. Од останатите две одамна ја нема опремата. Катастарот на загадувачи ќе биде јавно достапен, а по разгледувањето од страна на Советот студијата ќе биде поставена на официјалната веб страна на општина Велес. Граѓаните пак на општина Велес велат дека се свесни од и домакинствата се едни од најголемите загадувачи, но викаат дека проблемот е во малите плати и немањето доволно пари за дрва и квалитетен огрев. Градоначалникот на општина Велес ветува дека ќе биде иницијатор за формирање на координативното тело што беше предложено за да го следи загадувањето и да превзема конкретни мерки. Утринава пожар избувна во куќа во Демир Капи, а повредени нема. Нема повредени во пожарот кој утринава избувнал во куќа на улицата Наум Наумов во Демир Капи, а причината е само материјална штета, изгоре голем дел од покукнината. Веднаш по пријавата на пожарот интервенирале пожарникарите од територијалната противпожарна единица во Неготино. Интервениравме со едно противпожарно возило и тројца пожарникари. Заедно со нас во гаснењето на пожарот учествуваа и 7 работници од Демир Капиското комунално предпријатие Бошава, а помогна и неколкумина вработени во специјален завод Демир Капија. Не дозволивме да падне кровот на индивидуалниот стамбен објект, соопштија од територијалната противпожарна единица. Причините за пожарот и висината на материјалната штета ќе се утврдуваат дополнително. Утре машката јуниорска македонска ракометна репрезентација го стартува квалификацијскиот турнир за пласман на светското првенство во Алжир. Нашата шанса е домашниот терен, бидејќи турнирот ќе се одигра во спортскиот рекреативен центар Кале. Од утре македонската јуниорска ракометна репрезентација, или по-конкретно репрезентацијата до 21 година, ќе ги одигра квалификациите за предстојното јуниорско светско првенство, кое во јули годинава ќе се одржи во Алжир. Нашите младинци се во група со селекциите на Турција, Полска и Португалија, а нашата предност лежи во фактот што се игра турнирски, а домаќин на турнирот за третата квалификацијска група е спортско-рекреативниот центар Кале, односно нашата земја. Квалификациите за светското првенство ќе се играат по турнирски систем, односно во периодот од 6 до 8 јануари 2017, кога ќе се одиграат сите надпревари. Македонија го доби правото да биде организатор на групата 3, но заради празниците Бадник и Божик, добиено и поместување на термините, па нашиот турнир ќе се одигра од 4 до 6 јануари. Да напоменеме дека само победниците од секоја од групите обезбедуваат учество на светското првенство. Утре нашите младинци од 17 часот и 45 минути во спортско-рекреативниот центар Кале играат со Полска. На 5 јануари во истиот термин ќе играме со Португалија. Последниот надпревар го играме на 6 јануари од 14 часот и 30 минути, а противник ќе ни биде селекцијата на Турција. Нашата репрезентација до 21 година
Инаку Летово учествуваше на Европското првенство во Данска и се пласираше на 15-тата позиција. Еве ги составите на останатите групи за квалификациите за Светското првенство 2017. Во групата 1 играат Холандија, Русија, Италија и Летонија. Во групата 2 се Данска, Шведска, Романија и Бугарија. Во групата 3 веќе спомнавме Полска, Португалија, Турција и Македонија. Во четвртата група се Словенија, Словачка, Украина и Косово. Во групата 5 се Исланд, Србија, Литванија и Грција. Во групата 6 се Унгарија, Чешка, Австрија и Црнагора. И во групата 7 се Швајцарија, Израел, Фарските острови и Финска. Следува временска прогноза. Времето утре променливо облачно со слаб јужен ветер и температура до 6 степени. Значителна промена на времето ќе има од четврток, кога поради спуштање на поларна воздушна маса од север ќе има врнежи од снег најпрво во северните делови. Насекаде ќе се формира снежна покривка, на планините и до 50 сантиметри. До сабота ќе дува засилен, повремено силен ветер, поради што наместа ќе има снежни наноси. Од петок температурата значително ќе опадне, утринските ќе паднат и до -20 степени. Гледавте вести, имајте пријатна вечер.